Во пресрет на втората од интензивните средби со посредникот Метју Нимиц за задоволување на грчките барања пред македонските евроатлантски интеграции, јасно е дека се отвора пакет кој во себе ги содржи и идентитетските одредници. Не навлегувајќи во суштината дали воопшто во решението ќе постои или не Македонија, што рака на срце го демантираше лично Нимиц, но не и македонската власт која црвените линии си ги стави в джеб, се заговарали сега или веќе е договорено на последните одделни средби во Атина на двајцата македонски министри како решението да се протне само во собранието и тоа со мнозинство од само 61 глас, што би значело владеачката коалиција без опозиција и без референдум. Една од идеите како да се затвори проблемот со името во Македонија е одлуката која што би дошла до крајот на март, ако се остават најавите на медиаторот Нимиц, е да биде помината во македонскиот парламент со просто мнозинство. Тоа е сосема реално. Како просто мнозинство? Просто мнозинство од 61 пратеник, како што сега беше донесен законот за јазици, договорот со Бугарија, и просто мнозинство парламентот гласа, Македонија го прифаќа, формално правно ние сме чисти во однос на Грција, затоа што и тие инсистираат да нема референдум, на тој начин ние влегуваме во НАТО и подоцна започнуваме разговори за почеток на преговори со Европската унија. Ваквата информација подолго време се врти во мал дел од јавноста, но и за неа нема никаква официјална реакција. Но ако натаму течат работите, името да биде протнато со 61 пратенички глас, таква практика во Македонија веќе се има случајно, и тоа во 1995 година, токму за ратификацијата на времената спогодба со Грција во Македонското собрание. Во таа насока, според тоа што се дознава, договореното име ќе треба власта да ја мине низ парламентот, како и времената спогодба, а уставните измени во насока на име за севкупна употреба би се случила по приемот во НАТО, односно ратификацијата кај сите земји членки на Алијансата. До тогаш по брза постапка би се очекувало да се случат и неопходните барани реформи, со можност за прогледување низ прсти заради низата препораки досега од Брисел, па дури тогаш би се одржал референдум. Фактот дека основата за сето ова треба да се случи во следните 4 месеци, дел од запознените го зачинуваат и со распуштањето на Државната изборна комисија и неможноста за било какво народно изјаснување до финишот на планот. Планираниот референдум пак би се поврзал за членството во Европската унија, секако со променето име. Доколку мине на референдум, зашто подготовките на јавноста и билдањето на расположението, веројатно со финансиски и пиар елементи, ќе течат паралелно со процесот на ратификациите за НАТО, тогаш референдумското позитивно изјаснување би била доволна платформа за спроведување на уставните измени. Сето тоа што сега стои на тој план е употребата на идентитетските одредници. За сето ова бил запознат и медијаторот, говорат информациите, кај кого останува делот да го спакува пакетот за идентитетот, кој единствено може да го наруши планот, сепак по договорот меѓу двете влади, зашто е и неголемата битка. Од тука веројатно е и тој оптимизам со грижи кај шефот на македонската дипломатија.